на колегата. Точно е, и бројките треба да ги кажуваме, оти тие најдобро зборуваат. Анализите велат дека преку 1300 жртви годишно имаме ние како последица на аерозагадувањето и точно да, во Скопје и негде преку 300 милиони евра годишно не чини. И јас се согласувам, исто како лекар, превентивата е секогаш и поефикасна и поевтина отколку кога се спроведувате со последиците. Тие се парите 300 милиони, ние ги трошиме, но потоа како справување на последиците, а можеме да ги употребиме превентивно во заштита на животна средина. Во поглед на возилата и помош за граѓаните, се согласувам, значи тоа е период на транзиција, не можете преку ноги да забраните, тоа никаде не се прави, но во новиот закон за возила, кој исто така е предмет на дебата во собранието, е понудена опција да им се субвенционира одредена сума на оние стари возила, за да практично се префрлат од користење на дизел, бензин мотори, да ги адаптираат да бидат на метан или на плин. Така што има некои предвидени мерки, се согласувам дека се малку и тука би требало поголеми средства да се обезбедат, за да може поголем опфат практично да има за граѓаните, да можат да го сменат горивото кој го користат, и исто така има и предлог оние кои имаат многу стари возила, кои што се за одложување, да исто така бидат субвенционирани со одложувањето на старото возило, да можат да купат ново возило. Во истиот тој закон се предлог и за оние многу актуелни налепници, црвени, жолти и зелени, со кои што би се обележувале старите возила, и мислам дека и за тоа би требало да дебатираме. Не е само за јавниот превоз, вие мислам замената за јавниот превоз. Во Скопје велосипедски патеки, ако видите, има само на една траса или на еден потек, тој би можеле да го наречеме овој што е покрај Вардар, и се градат и нови, да, тоа е во ред. Меѓутоа во приградските населби, да речеме во Маџари или во некои други кои што гравитираат накај центарот, немате како едноставно да се движите ако не одите со возило. И тоа граѓаните со право се вознемирени. Да се подобри, тука нема дилема и ние секогаш сме го истакнувале тоа. Потребен е поголем број на автобуси во моментот. Мислам дека град Скопје веќе има некој оглас за набавка на нови еколошки автобуси. И собранието исто така гласаше за кредитирање. Потребно е воведување на нови линии, затоа што не е добра комуникацијата. Едноставно граѓаните со постоечкиве линии губат многу време и се демотивирани да користат јавен транспорт. Ние исто така треба да отвориме дебата и да се направи една визибилити студија за евентуално воведување трамвај, што тоа би значело. Тоа се некои подолгорочни мерки, но секако треба да се движиме во правец на подобрување на јавниот транспорт, оти тоа се зелените градови. Фокусот е на луѓето, на пешаци, на велосипедисти и на јавен транспорт, не на возилата. Тука претпоставувам дека екоздруженијата треба да одиграат некаква улога.